По 3 века црквата Свети Илија во Штип повторно е имот на МПЦ. По неколку годишен спор помеѓу ИВЗ и МПЦ, чиј е објектот, кој кај православните е познат како црква посветена на громовникот Илија, а кај муслиманите како Хусам Един Пашина џамија, Врховен суд неодамна донесе одлука со која имотот го доделува на МПЦ. Врз основа на сите докази пред неколку месеци Врховниот суд донесе конечна одлука дека овој верски објект и местото околу него им припаѓаат на Македонската православна црква. Ние веднаш го дадовме на времено располагање на музеот во Штип со препорака да се изготви проект за целосна обнова на објектот и истиот да биде во функција на сите граѓани. Информираат од МПЦ. Според најавите, намерата е овој објект да се пренамени во уметничка галерија, а пресметките говорат дека за целосна реставрација требаат околу половина милион евра. Проектот за реконструкција и реставрација на Хусам Един Пашина џамија е во завршна фаза и за таа цел од утре па понатаму кога ќе бидат завршени сите работи ќе го нудиме проектот за финанси, барање финанси за отпишување на работи. Мислиме дека некаде, поспоред проектот, некаде околу 500.000 евра може би ќе бидат доволни да се завршат работите, бидејќи таа ќе се прави во изворна форма како што е, а внатрешноста ќе биде наменето за галерија. Проектот е резултат на неколку месечни истражувања на статиката на објектот, сврстината на темелите и на степенот на негова руинираност, затоа што овој верски објект повеќе од половина век не е реставриран. Црквата Свети Илија датира од 4 век, а била срушена кога во Штип дошол пашата Хусам Един. Тој ја изградил џамијата за потребите на неговото семејство, затоа што имала убава местоположба. Долги години во овој објект верски обичаи спроведуваа и христијаните и муслиманите, а ИВЗ и МПЦ водеа спор пред надлежните судови за сопственоста на објектот.